Почитуван председател на владата, почитувани менеджмент на Бионика, првично би сакал да ви се заблагодарам за поканата. Имавме одлична прилика заедно со председателот да го следиме производствениот процес на една од компаниите кои во континуитет има раст, а дополнително на тоа инвестира и во истражување и развој, што е многу важна компонента на начинот како треба да се развие целокупната економија во нашата државна, посебно фармацевската индустрија. Како Министерство за економија, секако дека креираме нови мерки, се со цел да им излеземе во пресред на нашата индустрија, на нашите стопанственици, а со тоа да го зголемат бројот на вработените, а секако да имат можност да инвестираат во нови технологии каде што ќе ја зголемат нивната конкурентност и секако дека ќе добиват нови пазари каде што можат да ги продават нивните производи. Наведе председателот на владата дека токму ова компанија и стотици други компании биле директно поддржани и во време на COVID, но и во време на енергетска криза, се со цел да не запре развојот во нашата индустрија. И ова компанија инвестирала во логистички центар, кој е многу важен за исполнување на одредени услови кои ги бараат другите пазари, вклучувајќи ги и пазарите на Европската Унија. Моментално Министерството за економија заедно со председателот на владата, со советниците на председателот на владата, работиме на ревидирање на Законот за финансиска поддршка на инвестиции, каде што ќе отвориме инклузивен процес со сите засегнати страни, вклучувајќи ги стопанските комори, вклучувајќи ги универзитетите во нашата држава и директно вклучувајќи ги сите индустрии, се со цел да слушнеме од нив директно кои се нивните потреби, кои се нивните можности, кои се нивните планови, а на таков си начин државата да им излезе во пресред за тој раст да се побрзе, а на таков си начин да се креират и нови работни места. Повеќе од 400 компании биле поддржани во мерката што ја реализиравме за зголемување на конкурентноста и дополнително на 400 компании се поддржани согласно Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Ова значи дека повеќе од 30 милиони евра од страна на државата преку различни мерки и од Фондот за иновативност и технолошки развој и од Министерство за економија, преку Македонската банка за развој, преку Законот за финансиска поддршка на инвестициите се слеани во нашата индустрија, каде што се вработени и се креирани нови работни места, а дополнително на таков начин е зголемен извозот. Ние преговараме во финална фаза со повеќе странски компании и најверојатно со председателот ќе имаме прилика во наредниот месец да објавиме дополнителни нови инвестиции во нашата држава, каде што ќе даваме секако дека голем придонес во делот на рамномерниот регионален развој и на таков си начин да можеме да влијаеме во развој на сите региони подеднакво во нашата држава. Ви благодарам. Само накратко на албански. Të nderuar përfaqësues të medjave, me të vërtetë është kënaqësi që me kryeministrin Kovacesi të vizitojmë sot kompaninë e cila është e përkushtuar dhe është në drejtim të hulumtimit dhe zhvillimit, një kompani e cila në kontinuitet shënon vetëm rezultate pozitive, duke përfituar edhe tregje të reja, qofshin ato tregje të Bashkimit Evropian, që edhe njëherë dëshmon që kompanitë në Republikën e Maqedonisë së Veriut kanë kapacitetin e duhur, por edhe ndihmën nga ana e institucioneve për të plotësuar standarde të cilat kërkohen në vendet më të zhvilluara siç janë ato të Bashkimit Evropian. Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim të drejtë për drejtë me këshilltarët e kryeministrit, me involvimin e kryeministrit drejtë për drejtë, kanë ndihmuar mbi 400 kompani vetëm në kuadër të masës sa e përket rritjes së konkurrentshmërisë me diku rreth 20 milion euro dhe 400 kompani shtesë nëpërmes ligjit për mbështetje financiare të investimeve, ku pothuajse shuma totale te kalon mbi 30 milion euro, e cila ka qenë drejt për drejt
si ndihmë ndaj industrisë në vendin tonë, në krijimin e vendeve të reja të punës, por edhe në rritjen e eksportit, e cila me siguri ka të bëjë edhe me rritjen e konkurrentshmërisë së kompanive në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për momentin e fillojmë një proces shumë të rëndësishëm sa i përket të zhvillimit të industrisë në vendin tonë, e parashohim që të revidojmë ligjin për mbështetje financiare të investimeve, ku do t'i japim një rëndësi të veçantë zhvillimit të barabartë rajonal, ku rajonet më pak të zhvilluara në krahasim me rajonin e Shkupit, i cili është më i zhvilluari në vendin tonë, do të kemë përparësi shtesë edhe në tërheqjen e investimeve, por edhe në përkrajjen e drejt për drejt nga ana e shtetit për kompanitë, për investitorët të cilët do të vendosin që të bëjnë investime në rajone të tilla, për shkak se synimi jonë është që çdo rajon në Republikën e Maqedonisë së Veriut në mënyrë të barabartë të jetë i zhvilluara dhe të gjithë qytetarët të cilët jetojnë, banojnë dhe veprojnë në rajone të ndryshme të kenë të njëjtat mundësi ashtu siç i kanë edhe ato të cilët veprojnë dhe operojnë pikërisht në rajonin e Shkupit. Faleminderit shumë. Ви благодарам на сите за присуството. Ви благодарам председателе за присуството. Ви благодарам министре за присуството. Мерката која што ја договоривме со владата преку Министерството за економија, ја искористивме за набавка на технологија за производство на цврсти фармацевски форми, односно прашак во стикови и имплементација на софтвер согласно последните барања на добрата производствена пракса за производство на фармацевски производи. Овој проект нас ни овозможи да ја покачиме конкурентноста на нашите производи на сите пазари каде што сме присутни, да го зголемиме портфолиото на нашите производи и да го подобриме обезбедувањето на квалитет при производството на нашите производи. Како што кажа и председателот, ние сме присутни на повеќе од 10 пазари во Југоисточна Европа, дополнително и на пазарот на Обединетите Арапски Емирати. Бионика има сертификат од Европската Унија и тоа овозможува пласирање на нашите производи на сите пазари на земјите членки на Европската Унија и пошироко таму каде што европската легислатива се имплементира или хармонизира. Би сакал да се заблагодарам на сите учесници во проектот, би сакал да се заблагодарам на поддршката која што ни е дадена и се надевам на други, имаме најави и за други проекти, на успешни проекти кои што заеднички ќе ги сработиме. Ви благодарам.